Теракотните икони го воспоставија првиот официјален линк помеѓу македонците во Белград и општина Виница. На покана на Сдруженијето Македоникум, викендов во најфреквентниот дел од Белградска Дарлија е отворена првата изложба на теракотните икони во Србија. Се представуваме со 12 кои што беа откриени во 1985 година, уште во првите истражувања на Виничко каре. Меѓутоа имаме и 8 банери на кои што имаме додадено уште 2 икони кои што ексклузивно ја кажувам дека ги имаме само во нашиот музеј, бидејќи тие се правени со копии, со калап. Има повеќе реплики, 12 оригинали има во археолошкиот музеј, меѓутоа нашиот музеј ја има најголемата колекција на теракотни икони, бидејќи имаме мотиви кои што се откриени во истражувањето од 2008 до 2011 година, кои што ги нема во археолошкиот музеј. Председателот на Одборот за култура го потенцираше значењето на теракотните икони од неколку аспекти. Втората работа е религиозна предпоставка, не предпоставка, туку се тврди дека со овие икони почнува и христијанска иконографија, значи прикажувањето на Библијата и сцените од Заветот, баш со овие теракотни икони. Знаеме дека првите обиди во Македонија се 10-11 век од црквите Водача, Велјуса и Света Софија во Охрид. Значи овие се 3 до 7 век, значи многу порано пред тоа, а додека во католицизмот веќе имаме први обиди на представување на иконографијата во романика и готика, тоа е значи 12 и 13 век. Значи е многу порано пред сите овие појави. Третиот аспект е историски, затоа што овој пронајдок археолошки кој е релативно брзо најден 85 година, меѓутоа претходно имам обиди од Гашанин, беше историчар од Неметис баш од Белград, кој вршеше некои истражувања. И важно е ово откритие затоа што потврдува дека во македонското културно наследство немаме стопирање, значи имаме еден редослед и континуитет, значи имаме антика, рано христијанство, па после сите други стилови кои идат со тек на тоа. Значи происторија, значи ова е еден добар континуитет што го немаме кај другите европски држави, значи во Англија, Франција, имаме некои стопирање на склучувањето на културата и уметност, меѓутоа кај нас имаме постојан континуитет. И ликовниот аспект е значаен затоа што во еден од тешките медиуми релефот многу на еден лесен начин со помош на ликовниот јазик се представени овие сцени. И завршил дека теракотните винички икони се толку значаени исто како што се скулптурите на Репенскиот вир во Србија, Ласки Алтамира во Шпанија, Вилендорска Венера за Австрија, Стоунхендж за Англија, така виничките теракотни икони се многу значени за нас, за Македонија. Изложбата која е отворена до 8 декември е во рамките на програмата од деновите на македонската култура во Белград. Нашето здружение годинава прославува 10 години, еден мал, многу значаен јубилеј, откако е формирано и ја афирмира и промовира македонската култура, македонскиот јазик, традицијата, обичаите на овие простори, односно во главниот град на Србија, во Белград. Ние се обидуваме преку нашата манифестација Денови на македонската култура во Белград, која е традиционална и оваа година беше 7 поред, да презентираме она што представува Македонија во сите бои и во сите, како да кажам, домени. Отворањето на изложбата ја има комплетната поддршка и од првите луѓе во македонската амбасада во Белград. Би се надобрзал во контекст на муабетот до сега, и што би рекол дека македонската амбасада е секогаш отворена и секогаш ни е добредојдено кога македонската култура се промовира во било која светска држава, вклучително и во соседните. Овој проект на Музеот Теракота и Сдруженијето Македоникум е поддржан од Министерствата за култура на двете држави.